Непосредно пред официјалниот почеток на летото, плажите во Охрид се небезбедни за капење, бидејќи се уште не се ангажирани спасителни служби, нити пак се обележани капалиштата. Немаме уредени капалишта каде што можат да се обезбедат сите безбедни услови за капење, спорт и рекреација. Зборуваме од обележување на капалиштето до набљудувачници, до места пунктови за укажување прва помош, значи тоа се оние услови кои што ги предвидел законодавецот. 14 спасени давеници и преку 840 интервенции на укажување на прва помош. Ова е билансот на инциденти со кои се соочиле спасителите на вода лани лето. Но откако пред 4 години, тогаш актуелната локална власт ги срамни со земја плажите и ги остави без концесионери, сигурноста на капачите виси во воздух. Спасувачи ќе има само на 30% од плажите, посебно се ризични најатрактивните плажи на ривиерата. Градоначалникот Пецаков вели дека цели 3 години чека од надлежните министерства да го изготват планот за управување со крајбрежјето, за да можат плажите да се издаваат под концесија. Плажите се оние кои што ги издадовме како општина, се уредени, односно има место каде да се седне доколку сака некој да се напие нешто, да се напие, да искористи тоалети и така натаму, сите тие поврзани значи со како што треба. Меѓутоа за дополнителни вложувања и за добивање нешто кое што може да наликува на нешто кое што е модерно или ако сакате да имаат можност да инвестираат, сепак е потребно донесување на планот за управување со Охридското крајбрежје. Згора на се, на Охридското крајбрежје има преку 34 капалишта, а сликата на дел од нив е загрижувачка во поглед на хигиената. Дел од капалиштата на југоисточното крајбрежје, ситуацијата е жалосна во однос на неуредени капалишта, во однос на смет и во однос на луѓе кои што претежно млади луѓе кои што навистина недолично се однесуваат на самите капалишта. И покрај поставени садови за комунален отпад, поставени канти, се сочуваме со она грда слика, расставен отпад сегде онаму, но не на соодветното место. Тука би апелирал комуналните инспектори, значи по-ригорозни да бидат во спроведување на закон на јавна чистота. На сите плажи дополнително ќе бидат поставени 240 литарски садови за отпад, а вработените ќе бидат на терен од 5 часот наутро се до 23 часот.